Кога Давид помина малку преку врвот, ете во пресред му дојде Сива, Мефивостеевиот слуга со 2 насамарени ослиња што носеа 200 лебови, 100 гроздови суво гроздие, 100 низи летно овошје и мев со вино. Царот го праша Сива, што ќе прави со тоа, а Сива одговори, ослињата се за да послужат на царското семејство за јавање, лебот и овошјето за јадење на момчињата, а виното за пиење на оние кои ќе се уморат во пустината. Царот праша натаму, а каде е синот на твојот господар? А Сива му одговори на царот, не, остана во Ерусалим. Зашто рече, денес Израелевиот дом ќе ми го врати царството на мојот татко. Тогаш царот му рече на Сива, ете, се што имаше Мефивостеј, нека е твое. А Сива одговори, се поклонувам пред тебе, нека да најдам милост во твоите очи, цару господару. Кога царот Давид дојде во Ваурим, ете, оттаму излезе еден човек од родот на Сауловиот дом, се викаше Симеј, а беше син Гирин. Тој излегуваше и постојано колнеше, фрлаше камења на Давид и на сите дворјанци на царот Давид, а сите луѓе со сите јунаци го обкружуваа царот од десната и од левата страна. А Симеј изборуваше вака, проколнувајки, оди си, крвнику беззаконику, Господ ја сврти против тебе сета крв на Сауловиот дом, кому ти му го одзеде царството, затоа Господ го предаде царството во рацете на твојот син Авесалом. Еве сега се најде во неволја, зашто си крвник. Тогаш Серуиниот син Ависеј му рече на царот, зар овој пцовисан през да го проколнува мојот господар цар? Дозволи ми да отидам преку и да му ја симнам главата. Ама царот одговори, што сакате од мене, Серуинови синови? Ако тој колне и ако Господ му заповедал, проколнувај го Давид, кој смее да го праша, зошто правиш така? Тогаш Давид им рече на Ависеј и на сите своји слуги, ете мојот син кој излезе од моето тело ја бара душата моја, а камоли не овој венијаминец, оставете го нека колне, зашто Господ му заповедал. Може би Господ ќе погледне на мојата неволја, та ќе ми врати добро за неговото денешно колнење. Потоа Давид го продолжи патот со своите луѓе, а Симеј одеше по горска патека наспоредно со него, колнејки постојано, фрлајки камења кон него и дигајки прав. Царот и сиот народ што го придружуваше стигнаа заморени и издивнаа таму. Меѓутоа Авесалом влезе во Ерусалим со сиот израелски народ и Ахитофел беше со него. А кога архиецот и Хусај, пријателот Давидов, дојде кај Авесалом, Хусај му рече на Авесалом, да живее царот, да живее царот. А Авесалом го праша Хусај, дали е тоа твојата верност кон твојот пријател? Зошто не си отиде со својот пријател? А Хусај му одговори на Авесалом, не, туку кого го избра Господ и овој народ и сите израелци, ќе бидам негов и ќе останам со него. И при тоа, кому ќе му служам, зар не на неговиот син, како што му служев на татка ти, така ќе ти служам и тебе. Потоа Авесалом му се обрати на Ахитофел, советувај сега, што да правиме? Ахитофел одговори на Авесалом, влези кај солошниците на својот татко, кој ги остави да го чуваат домот, тогаш сиот Израел ќе чуе дека си во спор со татка си, па ќе се охрабат сите оние кои што се согласија со тебе. Тогаш обтегнаа шатор за Авесалом на покривот и Авесалом влезе кај солошниците на својот татко пред очите на сиот Израел, а советот што ќе го дадеше Ахитофел во она време беше како некој да прашува за слово од Бога, толку вредеше секој Ахитофелов совет и кај Давид и кај Авесалом. Тогаш Ахитофел му рече на Авесалом, дозволи да изберам 12.000 луѓе, па да се дигнам во потера по Давид уште ноќеска. Ќе нападнам врз него, кога ќе биде заморен и без сила. Ќе го плашам и ќе се разбега сиот народ што е со него. Тогаш ќе го убијам и самиот цар, а сиот народ ќе го доведам назад кај тебе. Ти му работиш проти глава само на еден човек, што значи враќање на сите. А и сиот народ тогаш ќе биде мирен. Тоа им се допадна на Авесалом и на сите израелеви старешини, ама Авесалом рече да го повикаме уште архиетот Хусај да чуеме што ќе ни каже тој. Кога Хусај дојде кај Авесалом, му рече Авесалом, Ахитофел советуваше вака, дали да направиме како што предложи тој, ако не зборувај ти. А Хусај му одговори на Авесалом, овој пат Ахитофеловиот совет не е добар. И Хусај продолжи, ти знаеш дека твојот татко и неговите луѓе се јунаци и дека се лути како мечка на која и ги одзеле незините мечиња. Твојот татко е воин, тој нема да дозволи народот да почива во ноќта. Тој се крие сега во некаква јама или на некакво друго место. Па ако веднаш во почетокот падне некој од нашите, ќе се рашири глас за пораз на војската што му се придружила на Авесалом.
Тогаш и најхрабриот, во кого е срцето како во лав, ќе ја изгуби смелоста, зашто сиот Израел знае дека твојот татко е јунак и дека се храбри оние кои што го следат. Затоа јас го советувам ова, сиот Израел од Дан до Вирсавија, нека се собере околу тебе за да биде како песок на морскиот брег, а е ти самиот да чекориш во нивната средина. Тогаш ќе нападнеме на него каде и да се наоѓа. Ќе се нафрлиме врз него како што росата паѓа на земјата и не ќе ги оставиме живи ни него ниту еден од неговите луѓе. Ако се повлече во некој град, сиот израелски народ ќе донесе јажиња под оној град, па ќе го влечкаме до потокот, се додека веќе ни камен не ќе остане таму. Тогаш Авесалом и сите израелци рекоа: подобар е советот на архиецот Хусеј отколку советот на Ахитофела. Зашто Господ беше одлучил да се осуети Ахитофеловата основа, како би навлекол несреќа врз Авесалом. Потоа Хусеј им јави на свештениците Садок и Авијатар. Ахитофел ги посоветува така и така Авесалом и израелските старешини, а јас советував така и така. Затоа сега јавете му брзо на Давид и порачајте му: ноќеска немој да ноќеваш во ромниците на пустината, туку премини брзо на друга страна, за да не бидат уништени царот и сета војска што е со него. Јонатан и Ахимас се задржуваа кај Рогилскиот извор. Една слуинка доаѓаше и им донесуваше вести, а тие одеа да му го јават тоа на царот Давид, зашто не смееја да се откријат влегувајќи во градот. Ама ги забележа некој момок да му јави на Авесалом. Тогаш двајцата отидоа итно и дојдоа во куќата на некој човек во Ваурим. Во неговиот двор имаше кладенец и тие се спуштија во него. А жената зеде и распостре покриваш преку отворот на кладенецот и потури врз него истолчени зрна, така што не можеше ништо да се забележи. А Авесаломовите слуги дојдоа кај таа жена во куќата и ја прашаа: каде се Ахимас и Јонатан? А жената им одговори: отидоа натаму кон водата. Потоа ги бараа уште, ама не ги најдоа, па се вратија во Ерусалим. А кога тие си отидоа, оние двајца излегоа од кладенецот и отидоа да му ја однесат веста на царот Давид. И му рекоа: станете и поминете бргу преку водата, зашто Ахитофел советуваше така и така против вас. Тогаш Давид и сиот народ што беше со него се дигна и помина преку Јордан. Во зората немаше веќе никој што не поминал преку Јордан. Кога Ахитофел виде дека не се исполни неговиот совет, го насамари своето осле, тргна на пат и си одиде во својата куќа во својот град. Таму се погрижи за својата куќа, потоа се обеси и умре. Го погребаа во гробот на неговиот татко. Давид веќе беше дошол во Маханаим кога Авесалом помина преку Јордан со сите израелци кои беа со него. Авесалом го имаше поставено Амаса за заповедник над војската наместо Јоав, а Амас му беше син на некој човек по име Итра, Исмаилец, кој влезе при Авигеја, керката Насова и сестрата Серуина, Јоавовата мајка. Израел и Авесалом поставија логор со галатската земја. Кога Давид дојде во Маханаим, тогаш Сови синот Насов од Амонската Рава, па Махир синот Амидов од Лодевар и Варзелај Галадец од Рогелим донесоа постели, покривки, чаши и земјени садови, покрај тоа пченица, јачмен, брашно, пршено жито, боб, леќа, мед, кисело млеко и кравио и овчо сирење, и ги понудија Давид и народот што беше со него да јадат, зашто мислеа луѓето трпеа во пустината глад, замор и жет. Потоа Давид го изброи народот што беше со него и постави на нив илјадници и стотници. Потоа ја подели војската на 3 дела. Едната третина му ја предаде на Јоав, втората третина на Ависај, а третата третина на гетеецот Итај. Тогаш Давид му рече на народот: и јас ќе дојдам со вас во војна, но народот се спротиви. Ти не смееш да одиш, зашто ние, иако побегнеме, никој не ќе обрнува внимание на тоа, или ако загинеме и половина, не ќе се обрнува внимание на тоа. Ама ти самиот вредиш колку 10.000 од нас. Освен тоа, подобро е да бидеш подготвен да ни помогнеш од градот. А царот им одговори: ќе направам се што ви се чини добро. И царот застана покрај вратата, додека војската излегуваше по стотини и илјади. А на Јоав, на Ависај и на Итај им даде заповед: чувајте ми го младиот човек Авесалом. И сиот народ чу дека царот им заповеда така на своите војводи за Авесалом. Така војската излезе подготвена за бој пред Израел и се зафати битка во Ефремовата гора. Давидовите луѓе ја поразија израелската војска и голем пораз беше во оној ден.
20.000 mrtvi. Бројот се расшири низ сиот оној крај и повеќе луѓе голтна во тој ден гората отколку мечот. Авесалом им падна во рацете на Давидовите луѓе. Авесалом јаваше на мазга, а мазгата помина под гранките на голем даб, така што Авесаломовата глава се закачи за гранките и тој остана висејќи меѓу небото и земјата, додека мазгата од под него замина натаму. Некој човек го виде тоа и му јави на Јоав говорејќи: токму го видов Авесалом како виси на еден даб, а Јоав му одговори на човекот кој му го јави тоа: кога си го видел, зошто не го срамни на место со земјата, тогаш мојата должност ќе беше да ти дадам 10 сребрени шекели и 1 појас. Ама човекот му одговори на Јоав: и кога би ми изброил на дланката 1000 сребрени сикли, не би кренал рака на царскиот син. Со своји уши чувме кога царот ви заповеда тебе: нависај и наитај, велејки: чувајте ми го младиот човек Авесалом. Да нападнев подмолно на него, излагајќи го на опасност својот живот, зашто на царот ништо не му останува скриено, тогаш и ти би се држал настрана. А Јоав одговори: не ќе губам јас тука време со тебе. И зеде 3 стрели во раката и ги забоде во срцето на Авесалом, кој беше уште жив висејќи на дабот. Потоа пристапија 10 момчиња Јоавови штитоносци и го дотолчија Авесалом и го усмртија. Тогаш Јоав заповеда да затрубат во рог и војската прекрати да го гони Израел, зашто Јоав ја запре војската. Потоа го зедоа Авесалом, го фрлија во длабока јама сред гората и навалија врснеа голем куп камења. Израелците пак избегаа секој во својот шатор. Авесалом, уште додека беше жив, си постави споменик во царевата долина, зашто мислеше: немам син кој би го запазил споменот за моето име, и го нарече тој споменик според своето име. Та уште и денес се вика Авесаломов споменик. Ахимас, Садоковиот син, му рече на Јоав: одам да му ја соопштам на царот веселата вест дека Господ му додели правда откако го избави од рацете на неговиот непријател. Ама Јоав му рече: денес не можеш да бидеш гласник, туку тоа ќе бидеш во некој друг ден. Денес не можеш да однесеш добра вест, зашто загина царевиот син. Потоа Јоав му нареди на етиопецот: оди и соопшти му на царот што виде. Етиопецот му се поклони на Јоав и отрча, а Садоковиот син Ахимас пак го замоли Јоав: што и да се случи, дозволи ми да отрчам и јас по етиопецот. А Јоав праша: зошто би трчал, сине мој, кога таа вест нема да ти донесе награда? А тој повтори: што и да се случи, ќе трчам. А Јоав му одговори: трчај. И Ахимас отрча низ рамницата и го пристигна етиопецот. Давид токму седеше меѓу 2 градски врати, а стражарот беше качен на покривот на вратата, подигнувајќи ги очите. Стражарот согледа човек како што трча сам. Стражарот извика и му соопшти на царот, а царот рече: ако е сам, носи вест во устата. Човекот доаѓаше се поблизу. Тогаш стражарот стогледа друг човек како трча и извика стражарот кој беше над вратата: еве уште еден човек кој трча сам. А царот одговори: тој е гласник. Стражарот продолжи: го препознавам трчањето на првиот човек, трча како Садоковиот син Ахимас. А царот одговори: тој е добар човек, доаѓа со добра вест. Ахимас се доближи до царот и го поздрави. Здраво, се фрли со лицето на земјата пред царот и продолжи: благословен да е Господ твојот Бог, кој ги напушти луѓето што дигнаа раце против мојот господар и цар. А царот праша: дали е живо момчето Авесалом? А Ахимас одговори: видов голема врева кога царевиот слуга Јоав го испраќаше твојот слуга, ама не знам што беше. Царот му рече: отстапи и застани таму. Тој отстапи и застана. Тогаш стигна етиопецот и проговори: нека мојот господар цар ја прими добрата вест. Господ денес ти даде правда откако те избави од рацете на сите оние кои што се дигнаа против тебе. А царот го праша етиопецот: дали е живо момчето Авесалом? А етиопецот одговори: нека непријателите на мојот господар и цар и сите кои се подигнаа против тебе со лоша намера поминат како тоа момче. Царот се возбуди, се искачи во грницата над вратата и заплака. Липајки зборуваше вака: сине Авесаломе, сине мој Авесаломе, ох, да умрев јас место тебе, Авесаломе, сине мој. И му јавија на Јоав: ене царот плаче и тагува по Авесалом. Така победата во оној ден се претвори во жалост за сета војска, зашто војската чува оној ден дека царот тагува за својот син
И во тој ден војската се врати скришно, како што скришно се подкрадува војската што се засрамила бегајќи од бој, а царот го покри своето лице и викаше со сиот глас: Сине мој Авесаломе, Авесаломе, сине мој, сине мој. Тогаш Јоав дојде кај царот во куќата и му рече: Го срамиш денес лицето на сите своји слуги, кои што денес ти го спасија животот тебе, животот на твоите синови и на твоите ќерки, животот на твоите жени и на твоите соложници, зашто им искажуваш љубов на оние кои те мразат, а омраза на оние кои те љубат. Денес покажа дека ништо не ти е ни до војводите, ни до војниците, зашто гледам сега дека ќе ти беше сосем право кога Авесалом би бил жив, а ние сите да загиневме денес. Затоа сега стани, излези и проговори им љубезно на своите војници, зашто ти се колнам во Господ, ако не излезеш, ни еден човек не ќе остане со тебе ноќеска, и тоа ќе ти биде поголема несреќа од сите што те нашли од твојата младост па до сега. Царот стана и седна при вратата, му го јавија тоа на сиот народ, говорејќи: Ене, царот седи при вратата, и целиот народ дојде пред лицето на царот кај вратата, а израелците се разбегаа секој во својот шатор. И сиот народ по сите израелеви племиња се препираше, говорејќи: Царот не избави од рацете на нашите непријатели, тој не избави од филистејските раце, а сега требаше да помегне од земјата пред Авесалом. А Авесалом, кога го помазавме за цар, загина во бојот. И така, зошто се двумите да го доведете царот назад? Зашто зборовите на сиот Израел стигнаа до царот и до неговата куќа? Затоа царот им порача на свештениците Садок и Авијатар: Кажете им на јудејските старечини вака: Зошто вие да бидете последни кои ќе го доведат царот во неговата куќа? Вие сте мои браќа, вие сте од моето место и од моите коски, и така зошто да бидете последни кои ќе го вратат царот? Речете му на Амас: Не си ли ти од моите коски и од моето место? Господ нека ми стори зло и нека ми додаде друго, ако не ми бидеш војвода за секогаш над мојата војска место Јоав. Тогаш сите луѓе на јудиниот род се сложија како еден човек и му порачаа на царот: Врати се со сите своји слуги. И така царот се врати и дојде до Јордан, а јудејците беа стигнале до Галгал, доаѓајќи му во пресрет на царот, за да го придружуваат царот при преминот преку Јордан. Тогаш побрза и Симеј, синот Гирин, Венијаминец од Ваурим, и слезе со јудејците во пресрет на царот Давид. Имаше со себе 1000 луѓе од Венијаминовото племе, и Сива, слугата на Сауловиот дом, со своите 15 синови и со своите 20 слуги дојде до Јордан пред царот. Добродија сплав за да ги превозат царските синови и за да направат се што би му било мило. А Гериниот син Симеј се фрли пред нозете на царот кога царот сакаше да помине преку Јордан, и му рече на царот: Мојот господар, нека не ми препишува грев. Не спомнувај си за злото што ти го направи твојот слуга во оној ден кога мојот господар и цар избегуваше од Ерусалим. Царот нека не го зема тоа при срце. Твојот слуга гледа дека сгрешил, затоа еве, дојдов денес прв од сиот Јосифов дом, за да му излезам во пресрет на својот господар и цар. Ама Сероиниот син Ависај проговори и рече: Зар Симеј не заслужува смрт што го проколнуваше господовиот помазаник? А Давид одговори: Што имам јас со вас, Серуини синови? Та ме воведувате денес во искушение? Зар би можел денес некој да биде погубен во Израел? Та сега знам дека сум денес пак цар над Израел. Тогаш царот му рече на Симеј: Нема да загинеш, и царот му се заколна. И Сауловиот син Мефивостеј му слезе во пресрет на царот. Тој не ги негуваше ни своите нозе, ни своите раце. Не ја средуваше својата брада, не ги переше своите облеки од оној ден кога царот замина, па се до денот кога се врати пак во мир. Кога му дојде во пресрет на царот од Ерусалим, царот го праша: Зошто не тргна со мене Мефивостеју? А тој одговори: Цару господару, мојот слуга ме измами. Твојот слуга му рече: Насамари ми ја ослицата да ја јавнам и да тргнам со царот. Зашто твојот слуга е хром. Тој го наклевети твојот слуга пред мојот господар и цар, ама мојот господар и цар е како Божји ангел, затоа прави што е добро во твоите очи. Зашто сиот мој татков дом немаше заслужено друго освен смрт од мојот господар цар, а ти сепак го прими твојот слуга меѓу оние кои јадат на твојот стол. Па како уште имам право да се поплачувам пред царот? А царот му одговори: Зошто уште да го тегнеш својот говор? Одредувам, ти и Сива поделете си ги нивите. Мефивостеј му рече на царот: Нека земе и се, кога мојот господар цар се врати среќно во својот дом. И галадецот Варзелај дојде од Рогелим и продолжи со царот за да го испрати преку Јордан.
Варзелај беше многу стар, му беа 80 години, го снабдуваше царот со храна додека престојуваше во Маханаим, зашто беше мошне имотен човек. Царот му рече на Варзелај: појди со мене, јас ќе те издржавам во твоите стари денови кај себе во Ерусалим. А Варзелај му одговори на царот: а уште колку години ми остануваат за да одам со царот во Ерусалим? Сега ми се 80 години, можам ли уште да разликувам што е добро, а што зло? Може ли уште да му биде пријатно на твојот слуга тоа што јаде и што пие? Можам ли уште да го слушам гласот на пеачот и пеачката? Зошто твојот слуга уште би му дал товар на својот господар цар? Твојот слуга уште само ќе помине преку Јордан со царот, но зошто царот би ми дал таква награда? Дозволи му на својот слуга да се врати за да умрам во својот град кај гробот на својот татко и својата мајка. Но еве го твојот слуга Хамам, нека оди натаму со мојот господар цар, па стори му нему што е добро во твоите очи. Царот одговори: тогаш Хамам нека иде со мене натаму, а јас ќе му сторам што ти е тебе мило. И што и да ме замолиш, се ќе му сторам заради тебе. Кога сиот народ помина преку Јордан, помина и царот. Го полюби Варзелаја и го благослови. Потоа овој се врати во своето место. Царот го продолжи патот за Галгал, Хамам одеше со него. Царот го следеа сиот јудин народ и половината од израелевиот народ. Тогаш сите израелци дојдоа пред царот и го прашаа: зошто нашите браќа јудејците украдоа и зошто ги преведоа преку Јордан нашиот цар и неговиот дом и сите Давидови луѓе со нив? А Јуда му одговори на Израел: царот ми е род мене. Зошто си се налутил заради тоа? Дали јадев на царева сметка или нешто си заграбив? Тогаш Израел му одговори на Јуда: јас имам 10 делови во царот и спрема тебе јас сум првороденец. И така зошто ме презре? Не беше ли мојот збор прв кога требаше да биде доведен назад мојот цар? Но јудиниот одговор беше потврз од Израелевиот говор. Таму случајно се најде опак човек по име Сева, син Вихриев, венијаминец. Тој затруби во рогот и извика: ние немаме дел со Давид, ни наследство со Јесеевиот син, секој во својот чатор Израелу. Така сите израелци го оставија Давид и тргнаа по Вихриевиот син Сева, а јудејците му останаа приврзани на својот цар и го отпратија од Јордан до Ерусалим. Кога Давид се врати во својот дворец во Ерусалим, ги зеде 10 тесоложници кои ги беше оставил да го чуваат дворецот и ги стави да бидат чувани. Се грижеше за нивното издржување, ама веќе не одеше кај нив. Така тие живееја затворени до својата смрт, како вдовици на жив маж. Потоа царот му заповеда на Амас: свикај ми ги јудејците во 3 дни, а и ти да бидеш тука. Амас отиде да ги свика јудејците, но се задржа преку времето што му го беше одредил царот. Тогаш Давид му рече на Ависај: сега Вихриевиот син Сева ќе ни биде поопасен отколку Авесалом. Затоа земи ги луѓето на својот господар и тргни во потера по него, за да не стигне до утврдените градови и за да не ни избега од очите. По Ависа ја тргнаја на пат Јоав, херетејците, фелетејците, пелекјанците и сите јунаци, па излегоа од Ерусалим во потера по Вихриевиот син Сева. Кога беа кај големиот камен што е кај Гаваон, Амас дојде спроти нив. Јоав имаше на себе воена облека, а преку неа имаше припишан меч покрај бедрото во ножница, ама мечот му се лизна и панна. Јоав го поздрави Амас: дали си ми добар, брате? И со десната рака го фати Амас за брадата за да го полюби. Амас не обрнуваше внимание на мечот што беше во раката на Јоав и тој го удри со него во желудникот и му ја истури утробата на земја. Не требаше да го повтори ударот и Амас умре. Јоав со својот брат Ависај ја продолжи потерата по Вихриевиот син Сева. Едно од Јоавовите момчиња остана на стража кај Амас и тука викаше: кому му е мил Јоав и кој е за Давид, нека го следи Јоав. А Амас лежеше во крв сред патот. Откако виде оној човек дека сиот народ застанува, го одлече Амас од патот во полето и фрли преку него на метало, зашто виде дека подзапира секој кој ќе наидеше близу до него. Кога Амас беше осранет од патот, сите луѓе тркнаа по Јоав за да го гонат Вихриовиот син Сева. Сева поминали сите израелски племиња се до Авел, Вет, Маак
и сите виранци со него. Тие се собраа и тргнаа по него. Јоав дојде и го обсадија Авел вет Маак, нареди да се изгради насип околу градот. Сета војска што беше со Јоав се нафрли да го подкопува зидот за да го разорне. Тогаш една мудра жена се искаче на зидот и повика од градот: Чујте, чујте, речете му на Јоав, дојди ваму да разговарам со тебе. Кога дојде жената праша: Ти ли си Јоав? Тој одговори: Јас сум. А таа рече: Послушај ги зборовите на својата слугинка. Тој одговори: Слушам. Жената продолжи: Некогаш се зборуваше вака, треба да се праша во Авел. Дали е свршено со она што утврдија верниците и мирните во Израел? Ти сакаш да уништиш еден град, и тоа еден од матичните градови во Израел. Зошто го сотираш Господовото наследство? Јоав одговори вака: Далеку, далеку е тоа од мене. Не сакам ни да сотрувам, ни да разорнувам. Не се работи за тоа. Туку еден човек од Ефремовата гора по име Сева, син Вихриев, ја подигна раката на царот на Давид. Предајте го само него, па ќе си одам од градот. Жената му одговори на Јоав: Добро, веднаш ќе ти ја фрлам неговата глава преку цидот. Жената се врати во градот и му проговори на сиот народ како што изборуваше нејзината мудрост. И му одсекоа главата на Вихриевиот син Сева и му ја фрлија на Јоав. А тој заповеда да затрубат во рог. Та се разотидоа од градот, секој во својот крај, а Јоав се врати кај царот во Ерусалим. Јоав беше заповедник на сета војска. Јодаевиот син Венај беше заповедник на хедејците и фелетејците. Адорам беше надгледувач над работите. А Хилудовиот син Јосафат беше летописец. Сеја беше државен писар, Садок и Авијатар беа свештеници. Покрај тоа, Јаиранецот Ира беше Давидов заменик. Во Давидовите дни еднаш владееше глад, 3 години, едно по друго. Давид му се обрати на Господ, а Господ му одговори: Врз Саул и неговиот дом лежи крвна вина, зашто ги погуби гавонците. Тогаш царот ги повика гавонците да ги праша. Тие гавонци не им припаѓаа на израелците, туку беа остаток од аморејците, на кои што израелците им се заколнаа со заклетва, ама Саул бараше да ги уништи во својата ревност за израелците и за јудејците. И така Давид ги праша гавонците: Што да сторам за вас и со што да ви дадам задоволство, за да го благословите Господовото наследство? Гавонците одговорија: Не бараме ние ни сребро ни злато од Саул и од неговиот дом, ниту ни да биде погубен некој човек во Израел. На тоа Давид им рече: Што ќе речете, ќе направам за вас. А тие му одговорија на царот: Човекот кој не се отруваше и кој смислуваше да не уништи, за да не биде никаде во сето израелско подрачје, нека ни бидат предадени 7 луѓе од неговите потомци, за да ги обесиме пред Господ во Саулова гаваја на Господовата гора. Царот одговори: Ке ви ги дадам. Царот го поштеди Мефивостеј, синот на Сауловиот син Јонатан, заради заклетвата пред Господ што ги поврза Давид и Јонатан синот Саулов. Така царот ги зеде двата сина на Ресва, ќерката на Аин, која му ги роди на Саул, Армони и Мефивостеј, и сите 5 синови на Михала, Сауловата ќерка, која му ги роди на Адрил, синот Варзелаев од Меола. Нив им ги даде на гаваонците, а тие ги обесија на гората пред Господ. Така загинаа сите 7 заедно, погубени во првите денови на жетвата, во почетокот на јачменовата жетва. Ресва, ќерката на Аин, зеде вреќа и ја спростре за себе врз камен од почетокот на јачменовата жетва се додека не падна дожд од небото врз мртвите тела. И така не ги остави небеските птици да се спуштаат на нив дење, ни полските зверови ноќе. Кога на Давид му соопштија што направила ќерката на Аин Ресфа, Сауловата соложница, Давид отиде и ги зеде Сауловите коски и коските на неговиот син Јонатан од жителите на Галатскиот Јавис, кои ги беа однеле скришно од плоштадот во Ветсан, каде што ги обесија филистејците во оној ден кога филистејците го поразија Саул на Гелвуја. Давид ги принесе оттаму Сауловите коски и коските на неговиот син Јонатан, па ги здружи со коските на погубените. И ги закопаа Сауловите коски и коските на неговиот син Јонатан со коските на погубените во Вењаминовата земја во Сила, во гробот на Сауловиот татко Кис, откако исполнија се што царот заповеда, Бог се смилува на земјата. Еднаш пак почна војна меѓу филистејците и израелците. Давид отиде во бој со своите луѓе, та се бореа со филистејците така што Давид се замори. Јас ви венов, еден од Рафаимовите потомци, чие копие беше тешко 300 бронзени сикли и кој имаше на појасот нов меч, се фалеше дека ќе го убие Давид, но на Давид му прискокна на помош Серуиниот син Ависај. Тој го удри филистејецот та го уби. Тогаш Давидовите луѓе се заколнаа велејки му на Давид: Не ќе одиш веќе со нас во бој, за да не го угасиш Израелевиот светилник.
Потоа пак избувна војна со филисејците во Гова. Тогаш Хуцанецот Сивехај го погуби Сефа, еден од Рефаимовите синови. Покрај тоа настана војна со филисејците во Гова. Тогаш и Јаре, Орегимовиот син, Елханан од Витлеем го погуби гетеецот Голијат, кој имаше копјишце колку ткаачко вратило. Потоа избувна пак војна во Гад, каде што беше некој човек со висок раст. Тој имаше на секоја рака и нога по 6 прсти, и така 24, и тој беше потомок на Рефаим. Кога почна да го хули Израел, го уби Јонатан, син на Давидовиот брат Сама. Тие четворица беа потомци на истиот Рефаим од Гад, а загинаа од Давидовата рака и од рацете на неговите слуги. Давид му ги упати на Господ зборовите на оваа песна во денот кога Господ го избави од рацете на сите негови непријатели и од Сауловата рака. Пееше: Господи, стено моја, тврдино моја, спасител мој, Боже мој, пештеро моја во која прибегнувам, штит мој, спасение мое, крепост моја, ти ме избавуваш од насилството. Ке го повикам Господ, кој е предостоен за пофалба, и ќе бидам избавен од непријателите. Брановите на смртта ме обкружија мене, ме исплашија погубувачките буици, јажињата на подземјето ме сопираа, смртоносни стапици паднаа на мене. Во неволја го повикав Господ и извикав кон својот Бог од својот дом, го чу мојот повик и моето викање се издигна до неговите уши. И земјата се стресе и се растрепери, се растресоа основите на небесата, се раздвижија, зашто тој пламна со гнев. Од неговите носалки се дига дим, од неговата уста избувна оган, живожарица пламти од него. Тој ги наведна небесата и слезе под неговите нозе. Мрачни облаци застана над Херувим и полета, заброди врз крилјата на ветерот, се наметна со мракот како со превес, се покри со темни води и со густи облаци. Од блесокот пред неговото лице пламнаа огнени јаглења. Господ загрми од небото, гласот на Севишниот ечи. Ги обтегна стрелите и ги распрсна враговите, фрли молни и ги обори на земјата. Морските дна се покажаа и основите на светот станаа голи од страшната закана на Господ, од буроносниот здив на неговиот гнев. Тој ја испружи раката од небото и ме прифати мене. Тој ме избави од силните води. Мене ме ослободи од силниот противник, од моите непријатели посилни од мене. Станаа против мене во злосреќен ден, но Господ ме заштити. Ме изведе во широко поле, ме спаси зашто сум му мил. Според мојата праведност Господ ми врати, според чистотата на моите раце тој ме награди, зашто ги пазев Господовите патишта, не се оддалечив од својот Бог, неговите одредби се пред моите очи, не ги отфрлив неговите заповеди, нему му бев верен до свршта, се чувам од секој грев. Господ ми врати според мојата правда, ја виде чистотата на моите раце. Со пријателот ти си пријател, на честниот со честност му враќаш, со чистиот човек ти си чист, а итриот го надигруваш. Зашто на понизниот народ му донесуваш спасение, а ги понижуваш горделивите очи. Господи, ти ја запалуваш мојата светилка, Боже, ја осветлуваш мојата темнина. Со тебе удирам врз непријателските чети, со својот Бог ги прескокнувам зидовите. Совршени се Господовите патишта и Господовото слово е испитано со оган. Тој им е штит на сите, кои прибегнуваат кај него, зашто кој е Бог освен Господ, кој е стена освен нашиот Бог. Тој Бог ме опашува со сила и ја остранува гибелта од мојот пат, ми даде нозе брзи како на кошута и ме постави на безбедни височини, ми ги извежба рацете за борба и мишките за да обтегнуваат бронзен лак. Ми го даваш својот штит што спасува, твојата грижливост ме возвиси, верба му даваш на мојот чекор и моите нозе веќе не се сопнуваат. Ги гонев своите непријатели и ги настигнав и не се вратив додека не ги уништив. Ги оборувам, не можат да се дигнат, паѓаат, ми лежат под нозете. Ти ме опаша со сила за борба, а моите противници ми ги подложи мене. Ти ги натера во бегство моите врагови и ги распрсна оние кои што ме мразеа. Викаат на помош, никој да помогне. Викаат кон Господ, не се одсвива. Ги здробив како прав на ветер, ги згазив како кал на патот. Ти ме избави од буната во мојот народ. Ме постави за главатар на незнабожците. Народ што не го познавав ми служи. Тој го слуша покорно секое мое шептење. Синови тугинци ми ласкаат мене.
Tuginskite sinovi gubat smelosta, izleguvat treperejki osvojite tvrdini, žive Gospod, blagoslovena da je moja ta stena, neka se vozviši Gospod moje to spasenje, Bog koji mi dava odmazda i mi gi pokoruva mene narodite. Me izbavuvaš od mojite neprijatelji i me izdigaš nad mojite protivnici, time spasuvaš mene od čovek od silnik, zato te slavam Gospodi. Među narodite i ke go vospevam tvoje to ime, gi umnoži pobedite na svoj car, mu iskaža milost na svoj pomazanik, na David i na njegovo to potomstvo do veka. Ova se последните Давидови зборови, слово на Давид, Јесеевиот син, збор на човек кој беше високо воздигнат, на помазаникот на Јакововиот Бог, на пејачот на Израелевите песни. Господовиот дух зборува преку мене, неговото слово е на мојот јазик. Јакововиот Бог ми рече, Израелевата стена ми рече, кој владее праведно со луѓето и кој владее со страв Божии. Тој е како утринската светлина кога ќе окрее сонцето, утро без облаци, на кое светка земната трева после дождот. Да, мојата куќа стои цврсто пред Бога. Тој склучи вечен завет со мене, во се добро уреден и утврден. Да, тој ќе направи да напреднува сето мое спасение и секоја моја желба. Беззакониците се како тргња во пустината, зашто никој не ги фаќа со рака. Никој не ги допира освен со железо и со дршка на копјето и потполно ги изгоруваат во оган. Ова се имињата на Давидовите јунаци, Тахмонецот Јосеф Васевет, првак меѓу тројца. Тој замамна со своето копие против 800 и ги погуби одеднаш. По него доаѓа Елеазар, синот Додонов, Ахоховец, еден од тројцата јунаци. Тој беше со Давид кај Пас Дамин, кога се собраа таму филисејците за бој, а израелците се повлекоа пред нив. Ама тој се држеше цврсто додека раката не му се здрви и остана како зарастена со мечот. Господ даде голема победа во оној ден, па војската се врати во Елеазар, но само за да го собере пленот. По него доаѓа Сама, синот Елин, Харерец, кога филисејците се собраа во Лехија. Полето беше полно со леќа, а војската беше избегана пред филисејците. Тогаш тој застана сред полето и го одбрани, и ги разби филисејците. Така Господ даде голема победа. Еднаш тројцата од 30 мина тргнаа на пат и во почетокот на жетвата дојдоа кај Давид во Одоламската пештера, кога една филисејска чета беше влогорена во Рефаимската долина. Давид тогаш беше во својата крепост, а филисејската посада тогаш беше во Витлеем. Давид издивна, кога некој би ме напил со вода од Витлеемскиот кладенец што е кај вратата. Тогаш тие тројца јунаци продреа низ филисејскиот логор и откако натрпија вода од Витлеемскиот кладенец, што е кај вратата, му ја донесува и дадоа на Давид, ама Давид не сакаше да ја пие, туку ја излеа пред Господ, зборувајки, Господ да не ми даде да го направам тоа, зар да ја пијам крвта на овие луѓе, та излагајки го животот на гибел, донесува вода. И не сакаше да пие. Ете, тоа го направија тие три јунаци. Ависај Јоавовиот брат, а синот Серуин беше војвода на 30 мина. Тој мафташе со копјето против 300, ги погуби и се прослави меѓу 30 мината. Тој се одликуваше меѓу 30 мината и стана нивни главатар. Ама не ги достигна тројцата. Синот Јодаев, Венаја, јунакот Кавсеила, богат со јуначки дела, боги уби двата сина на Ариел од Моав. Тој во еден снежен ден слезе и уби лав сред јамата, уби и некој египетец, крупен човек. Египетецот имаше копје во раката, а тој излезе пред него со стап. Истргнувајќи му го на египетецот копјето од раката, го уби со неговото копје. Тоа го направи Јодаевиот син Венаја и се прослави меѓу 30 мината јунаци. Беше најпознат меѓу 30 мината, ама не ги достигна оние први три. Давид го постави за заповедник на своите телохранители. Асаил, братот Јоавов, беше меѓу 30 мината, потоа Елханан, син Додонов, од Витлеем, Сама од Арод, Елика од Арод, Хелис од Фалет, Ира, син Икисов од Текоја, Авиезер од Анатон, Сибекај од Хуса, Ахохиецот Салмон, Нетофатецот Марај, Хелев, синот Ванин од Нетофа, Итај, синот Ривеев од Гаваја на Вењаминовите синови, Венаја од Пиратон, Идај од Гаскиот поток, Ави Алвон од Вет Арава, Азмавет од Варуим, Елијав од Салвона, Јасин, син Јонатанов, Сама од Арара,
Ахијам син Сараров од Арера, Елифелет син Асвеев од Вет Маха, Елијам син Схитофелов од Гилон, Есрај од Кармил, Фареј од Арава, Игал син Натанов од Сова, Вани од Гат, Селек Амонец, Нареј од Вирот, штитоносец на Серуиниот син Јоав, Ира од Јетра, Гариф од Јетра, Ури, Хетеец, вкупно 37. Уште еднаш Господовиот гнев пламна на израелците, та го поттикна Давид против нив, зборувајќи: Оди, изброј ги израелците и јудејците. И царот им заповеда на Јоав и на војводите кои беа со него: посетете ги сите Израелеви племиња од Дан до Вирсавеја и изброите го народот, за да знам колку народ има. Јоав му одговори на царот: Господ, твојот Бог, нека му даде на својот народ уште 100 пати толку колку што го има сега. И тоа нека го види мојот господар цар. Ама зошто мојот господар цар има таква желба? Ама царскиот збор беше посилен од зборовите на Јоав и на војводите на неговата војска. Така Јоав и војводите отидоа од кај царот за да го избројат израелскиот народ. Тие поминаа преку Јордан и почнаа кај Ароир и кај градот што лежи сред долината и тргнаа оттаму кон Гатците и кон Јазир. Потоа дојдоа во Галад и во земјата на хетејците, во Кадис. Потоа стигнаа во Дан, а од Дан свртија спрема Сидон. Потоа дојдоа до крепоста Тир и во сите градови на евејците и ханаанците и го завршија својот пат во јудиниот Негев, во Вирсавеја. Откако ја обиколија сета земја, се вратија по 9 месеци и 20 денови во Ерусалим. Јоав му го даде на царот пописот на народот. Израелците беа 800.000 борци вешти со меч, а јудејците 500.000 луѓе. Потоа Давид почна да го пече совеста зашто даде да се брои народот. Па му рече на Господ: многу сгрешив дека го направив тоа, ама Господи, прости му ја таа вина на својот слуга, зашто поставив крајно неразумно. Кога Давид стана наутро, Господовото слово веќе му беше дошло на пророкот Гад, Давидовиот гледач. Оди и кажи му на Давид: вака зборува Господ, 3 нешта ставам пред тебе. Избери едно од нив да ти сторам. Така Гад дојде кај Давид и му го соопшти ова: сакаш ти да дојдат 3 гладни години во твојата земја или да бегаш 3 месеци пред своите непријатели кои ќе те гонат, или да има 3 дни помор во твојата земја? Сега размисли и гледај што да му одговорам на оној кој ме пратил. Давид му одговори на Гад: на голема мака сум, но нека паднеме во рацете на Господ, зашто е големо неговото милосрдие, а нека не паднам во човечки раце. И така Давид го избра поморот. Токму беше време во пченичната жетва. Господ пушти помор на Израел од утрото па до одреденото време. И поморот удри по народот и умреа 70.000 луѓе од Дан до Вирсавеја. Кога ангелот ја протегна својата рака на Ерусалим за да го уништи, на Господ му се сожали заради тоа зло. Па му рече на ангелот кој го убиваше народот: доста е сега, повлечи ја својата рака. А Господовиот ангел беше токму кај гумното на Јевусеецот Орнан. Кога Давид го виде ангелот кој го убиваше народот, извика кон Бога: еве, јас грешив, јас направив зло, а тие овците што скривија. Твојата рака нека падне врз мене и врз моето семејство. Во истиот ден дојде Гад кај Давид и му рече: оди и подигни му на Господ жртвеник на гумното на Јевусеецот Орнан. И Давид отиде според Гадовите зборови, како што му заповеда Господ. Кога Орнан погледна, ги забележа царот и неговите дворјанци како што одат кон него. Орнан излезе и му се поклони на царот со лицето на земјата. Орнан праша: зошто мојот господар цар дојде кај својот слуга? А Давид одговори: за да го купи од тебе ова кумно, за да му изгради жртвеник на Господ, па да прекрати поморот во народот. Орнан му рече на Давид: мојот господар и цар нека го земе и нека жртвува она што е добро во негови очи. Еве говеда за паленици, млатови и волска спрема за дрва. Се тоа слугата на мојот господар цар му го подарува на царот. Уште му рече Орнан на царот: Господ твојот Бог нека ти биде милостив. Но царот му одговори на Орнан: не, туку сакам да купам од тебе и да платам, нема да му пренесувам на Господ својот Бог паленици што ми се подарени. И така Давид ги купи гумното и говедата за 50 сребрени сикли. Таму Давид му изгради жртвеник на Господ и принесе паленици и помирителни жртви. Тогаш Господ и се смилува на земјата и прекрати поморот во Израел.